Синадиновска, новина во Советот на етика и регистарот на медиумите. Која е целта и зошто е ова важно? Ви благодарам за поканата прво и за можноста да го објасним овој процес кој што е важен не само за новинарската заедница, туку и за целото општество. Регистарот е проект на кој што работиме буквално една година во консултација со нашите партнерски организации од Европската асоциација на Совети за етика, од каде што трпевме искуства, а всушност се работи за зголемена филтрација и критериуми за нашите собствени членки. Значи, Советот за етика прави листа на своји членки кои што мора да испочитуваат базични услови за да бидат воопшто членки во Советот за етика. Значи, медиумите кои што се дел од нашата организација треба да имаат импресум, адреса, транспарентно сопствеништво, да се знае кој стои, која компанија стои за тој медиум, да се почитува даден кодекс на новинари, без разлика дали е тоа на Сдруженијето на новинари, кој што не е исто така партнер во овој процес, или на можеби Европската асоциација на новинари, се едно, меѓутоа да се знае точно по кој кодекс новинарите на дадениот медиум работат. Исто така да има дадена жиросметка за да може државата да го следи текот на парите во медиумот. Идејата зошто го правиме ова е од има повеќе причини, се разбира една главна која што нас ни е најважна е Советот за етика да прерасне во организација која што ќе биде така наречено елитно друштво, да се знае дека не може било каков медиум да биде дел од оние кои што треба да ги делат етичките правила во општеството. Друга е да се даде до знаење или порака да се испрати до властодржците дека ние сами како фела можеме да се организираме и дека најмалку владата е таа која што е повикана да прави правила во оваа игра. Значи не може владата да кажува кој е професионален новинар, а кој не, тоа е наша работа на фелата. И трета се разбира е намената кон граѓаните, затоа што и на нив им треба некаков показател за да знаат кој медиум е оној кој што ги почитува стандардите, на кој што може да му веруваат, а кои се оние медиуми чии што информации треба да ги земаат со дадена резерва. Во овој контекст, колку се ќе влие со на сама регулација на медиумите во време кога имаме доста лажни вести, кога веќе граѓаните се свесни за оваа појава, граѓаните, општеството и владата? Јас проблемот би го насочила малку поинаку, знам дека многу е актуелна дебатата со лажни вести. Еве гледаме дека и владата веќе прави некој оперативен тим кој што ќе се бори со лажните вести. Лажните вести како феномен се светски модерен тренд и сите новинари на сите конференции каде одиме зборуваат за лажни вести, меѓутоа за мене лично клучниот проблем не се лажните вести, туку вестите во принцип. Значи ние имаме проблем со вестите. Имаме проблем воопшто и оние вести кои што не можеме да ги кажеме дека да ги дефинираме како лажни, честопати знаат да бидат непрофесионални. Например, тоа се работи, веќе чисто да објаснам што сакам да кажам, се работи за некаква информација, вест која што е за настан, кој што вестински се случил, меѓутоа не е професионално следен и не е професионално презентиран. Јас можам да ви кажам од нашата статистика, например, речиси во 70%, 60,5% жалбите кои што ги добиваме за минатата година, затоа што на годишно ниво ги правиме статистиките, катастрофален е податокот што тие 70% се однесуваат на прекршување на членот 1 на новинарите, на кодексот на новинари. Значи, ние ни недостасуваат проверени вистините информации. Значи, во најголемиот дел граѓаните, институциите, граѓанските организации се жалеле во случај кога новинарите ги кршат оние базични правила на новинарството кои што за информацијата да биде проверена. Информацијата да биде така и презентирана. Рековте граѓани, медиуми, новинари пријавуваат, сега имаме и се почесто случаи кога и министри пријавуваат. Зашто имаат тие најмногу забелешки? Иако може да се каже дека зголемен е трендот на институции, на органите на власта кои што се обраќаат до нашата организација, сепак тие се уште се на последното место. Најголем дел ни се пријавите и представките ни се од граѓаните, од граѓанските институции и понатака од самите медиуми. Значи сами новинари кои што забележуваат дадени неправилности се обраќаат. Институциите се на последно место, меѓутоа мене многу ме радува фактот што институциите го препознаваат Советот за етика, министрите, други делови од други организации, институции и сегменти од власта, затоа што тоа е мощно важно, многу е важно владата да свати дека само регулацијата е алатката за борба против лажните вести, за борба за професионализација на медиумскиот простор, од една страна, од друга, за новинарите
далеку поздрав процесот кога политичарите ќе се обраќаат во Советот за етика наместо на суд. Значи ние сакаме да ја намалиме тенденцијата на тужби кон новинари, затоа што тоа се добрите европски практики. Значи политичарите треба да бидат отпорни на критика и да знаат дека има други начини. Синединовска, јас ќе ви се заблагодарам за разговорот и ќе ви посакам уште многу успех. Ви благодарам и за поддршката како јавен сервис кој што ја давате на процесов и на Советот за етика и за интервјуто.